Реј Омар Ривера е роден на 10 јуни 1973 година, син на Ангел и Марија Ривера. Во времето на неговото исчезнување, Ривера и неговата сопруга Алисон се преселиле во Балтимор од Калифорнија за да работат за неговиот долгогодишен пријател, издавачот Портер Стенсбери, како писател и видеограф за инвестицијската компанија на Стенсбери. Во пролетот 2006 година Алисон почнала да забележува дека Реј бил под стрес. Тој инсистираше да ја придружува речиси секаде каде што оди, како да ја заштитува. Например, имаше еден ден кога таа планираше да џогира на патека во близина на нивната куќа. Реј инсистираше да оди со неа. Додека таа џогираше, еден маж влезе на патеката и почна да оди во незин правец. Реј скокна од клупата и истрче кон човекот. Непознатиот човек брзо ја напушти патеката. Очигледно нешто го мачеше Реј, но некоја причина тој не сакаше да ја каже на Алисон. Додека живееле во Балтимор, алармот за домашна безбедност се вклучил два пати. Првиот пат се вклучил на 15 мај 2006 година околу 1 часот наутро. Алисон се разбудила од гласниот звук, погледнала низ спалната соба и видела дека Рој е станат од кревет. Со се уште изгаснати светла, таа се симнала долу за да испита. Одеднаш Рој се појавил за даговот со бейсбол палка. Семејството и пријателите го пишеле Рој како личност која не се плаши ништо. Сепак таа конкретна ноќ Алисон видела израз на преплашеност на неговото лице, нешто што никогаш претходно не го видела кај него. Полицијата пристигнала во нивната куќа кратко како се вклучил алармот, откако го провериле имотот. Полицијата претпоставила дека верверица го активирала алармот. Следната ноќ, вторник 16 мај во околу 2 часа наутро, алармот за домашна безбедност на двојката се вклучил по втори последен пат. Реј изгледа уште поуплашена претходната ноќ, Алисон исто така сфатила дека еден од прозорците во нивната дневна соба изгледа како да е манипулирано надвор. Полицијата дошла во куќата на Ривера и уште еднаш предложила дека животно го вклучило алармот. Подоцна истото утро, Алисон мораше да замине на повеќедневно службено патување во Ричмонд, Вирџинија. Реј и направи поедок на Алисон и ја испрати до автомобилот. Цитирам, те сакам многу, му рече таа на Реј. Тој одговори, цитирам, ти благодарам што ме сакаш толку многу. Во текот на денот, Реј резервираше соба за монтажа на видео за да заврши видеопроект за една од филијалите на Стенсбери. Подоцна тоа попладне, една од колешките на Алисон, Клаудија, пристигна во куќата на Ривера за да преноќи. Некаде помеѓу 16 и 18:30 часот, Клаудија се спушти во гостинската соба на горниот кат, додека Реј работеше во својата канцеларија веднаш до гостинската соба. Клаудија се сети дека во тој момент некој го повикал Реј на неговиот мобилен. Ниту таа, ниту некој друг не знае кој го упатил повикот, ниту која беше целта на повикот. Кратко откако се јавил на повикот, Клаудија го слушнала Реј како вика: "Ах, поѓаволите!" Клаудија рекла дека тој истрчал од куќата во постолки и се одвезол со црниот џип на Алисон. Набрзо како Реј заминал, тој накратко се вратил во куќата и повторно заминал со истиот џип. Ова беше последниот пат кога некој пријавил дека го видел или слушнал Реј Ривера. Алисон се обиде да го повика Реј неколку пати таа вечер, но тој никогаш не се јави. Овој се чинеше чудно, бидејќи парот се јавуваше и си пишуваше пораки секој ден, особено ако еден од нив беше надвор од градот. Како и да е, таа си легна претпоставувајќи дека Реј веројатно излезе со некои пријатели. Следното утро, пред летот за Њујорк, Клаудија се јави на Алисон за да ја каже дека Реј се уште не се вратил дома. Клаудија исто така спомнала дека светлата на долниот кат се уште се вклучени, како и светлата во неговата канцеларија на горниот кат. Длабоко загрижена, Алисон се обиди повторно да го повика Реј, но како и нејзините претходни обиди, тој не се јави. Сега, крајно загрижена, таа го заврши своето службено патување порано и се врати во Балтимор. Алисон веднаш контактираше со семејството и пријателите за да види дали некој бил во контакт со Реј во последните 12 часа, но тие кажале дека никој не разговарал ништо со Реј. Кога Алисон се врати дома, Реј се уште го немаше. Но чудно, неговиот лаптоп се уште беше на кујнскиот пулт, заедно со неговиот Invisalign кисичка чипс и газирана вода. Подоцна истиот ден, Алисон се јавила во полициската станица на Балтимор за да го пријави исчезнувањето на нејзиниот сопруг. До крајот на денот, родителите на Реј, братот Ангел и сестрата пристигнале во Балтимор за да помогнат во пројавувањето на Реј. Родителите на Алисон пристигнале кратко потоа, како и некои од блиските пријатели на двојката. Потрагата по Реј започна. Тоа беше масивен координиран напор составен од семејството, локалните пријатели од други градови и некои од колегите на Реј. По неговото исчезнување немаше никаква активност на неговите сметки за мобилен телефон и од кредитните картички. Тимот за пребарување ги пребара околните населби и шеташе низ разни области на Балтимор со денови. Портер дури понуди финансиска награда, ангажираше приватен истражител и ги извести локалните медиуми. За време на потрагата, Портер му рекол на еден новинар дека Реј е, цитирам, среќен човек. Тој и неговата сопруга што току резервирале патување во Ново Мексико за неколку дена. Ова не е човек што сака си замине. Морам да го најдам мојот пријател. Не можам да го замислам мојот живот без него. Тој е мојот најдобар пријател. Како што минуваат деновите, надежта почна да бледне.
Конечно, на 22 мај 2006 година родителите на Алисон се возеле до центарот на градот за да го променат теренецот на Реј. Случајно го забележале теренецот на Реј на паркинг во центар на градот во близина на историската 14-катна зграда наречена Белведере. Зградата порано била хотел, но сега имаше станови, ресторани, клубови и барови. Интересно е што овој паркинг бил многу блиску до работното место на Реј. Казната за паркирање на теренецот покажала дека возилото било паркирано на 16 мај, ноќта кога дојдол телефонски повик истрча кон куќата. По пристигнувањето на работа во вторник наутро на 17 мај, паркинг работник го видел теренецот. Сега напорите за пребарување се фокусирале на оваа општа близина. Гледајќи кон паркинг гаражата, троцата колеги на Реј забележале тесна мала дупка на вториот кат од проширената зграда. Две постолки, мобилен телефон, клучеви и очиви биле расфрлани околу дупката. Колегите се чувствувале непријатно и ја повикале полицијата. Неколку полицајци и група полициски кадети одговориле на нивниот повик. Полицијата открила дека дупката е во конференциска сала на градата на вториот кат. Вработен во Белведере ги однел во конференциската сала, која едва се користела. Кога вратата се отворила, ужасна смрда веднаш ги погодила сите во ходникот. Дупката на таванот била како подвижен покрив, покажувајќи го свет во синото небо и дозволувајќи светлина да влезе во собата. Сончевата светлина го разоткрива тешко штетеното тело на Реј Ривера, легнато на подот под дупката. Распаѓањето веќе се случило бидејќи телото на Реј лежало во собата повеќе од една недела. Многу луѓе веднаш почнале да зборуваат за Реј како да умре од самоубиство. Но дали беше така? Според сопругата на Реј, Алисон, службеник на медицинскиот испитувач од Балтимор тврдел дека скршената подколеница на Реј не била во согласност со пат како оној што наводно го доживеал. Мери Дауенхаймер се согласува дека некои од повредите на Реј се чини дека не се резултат од пат од висина од 11-14 катови. Дауенхаймер е сертифициран медицински илустратор кој студирал на Универзитетот Џонс Хопкинс. Таа создава медицински илустрации и анимации за едукативни материјали, постери, брошури, интерактивни медиуми, несреќи, убиства и сложени ситуации, како и создавање слика од детали на сложена обдукција, за властите да можат да видат што точно се случило од поинаков агол. Иако брутални и разорни, голем дел од штетата на телото на Реј не се совпаѓа со она што Дауенхаймер го видела во слични случаи. Таа забележа дека жртвите што паѓаат од висина, кои прво паѓаат со нозете надоле, обично имаат тешки повреди на стапалата. Поголемиот дел од повредите не се претежно на едната страна од телото, а скоро сите повреди на Реј биле од левата страна на неговото тело. Откако видела и создава визуелни снимки за безброј несреќи, самоубиства, убиства и жртви што паѓаат, таа верува дека повредите на Реј се поконзистентни со оние на лице кое било претепано до смрт или удрено од автомобил. Исто како што канцеларијата на судскиот вештак во Балтимор може би била преоптоварена со бројот на убиства, така и полициската станица веројатно била многу потисната поради убиства како и поради другите зострства. Таквиот стрес може би причината зашто некои во полициската станица во Балтимор толку брзо ја окарактеризирале смртта на Реј како самоубиство. Постоја многу малку фотографии од местото на настана, вклучувајќи го и телото на Реј и неговите работи кои биле пронајдени на покривот. На ден кога било откриено телото на Реј, сведоците не пријавиле дека полицијата барала отпечатоци од прсти во областа или дека ги ставила работата на Реј на покривот во вреќи со докази. Наместо тоа, очевидци виделе неколку полицајци како се смеат и ги фрлаа неговите работи од покривот во собата. Иако не сите полицајци веруваат дека Реј починал самоубиство, многумина верували и се што се држат до својата брза претпоставка. Сепак тие не се сами. Авторката Микита Бротман, која живеела во Белведере во 2006 година, напишала книга во која детално ја опишува својата истрага за смртта на Реј Ривера. Таа заклучува дека Реј веројатно починал самоубиство. Бротман признава дека кога првпат слушнала за случајот на Реј, веднаш претпоставила дека станува збор за самоубиство. Таа исто така пишува за својата фасцинација со самоубиства и бизарните смртни случаи. Но каде водат доказите од овој случај? Нашите мозоци се програмирани да брзат со одлуките и да решаваат проблеми што е можда побрзо. Затоа на луѓето им е тешко да бидат емпатични да разгледуваат различни перспективи во која била дадена ситуација. Од која било причина на некои луѓе им е утешно брзо да етикетираат случај како овој како самоубиство, наместо да го признаат како нерешен. Доказите, фактите и неодговорените прашања во случајот бараат да продолжиме да бараме одговори. Зборам за објективните докази, факти и неодговорени прашања како што се активирањето на алармот во куќата на Ривера во околу 1 часот наутро во претходниот ден и денот на честнувањето на Реј е морничево, како и можноста прозорецот од дневната соба да бил отворен од надвор. Друга индиција е фактот дека се уште не знаеме кој го повикал Реј во доцните попладневни часови на 16 мај, затоа што тој повик го натера да истрча од куќата и започна низа настани таа вечер, што на крајот резултираше со неговата смрт. Според телефонските записи, мистериозниот повик дошол од Агора или една од компаниите на Агора, компанија за која работеше Реј.
Третата индиција е дека ниеден вработен или гостин во Белведере што престојал во лобито, рестораните или баровите не го видел Реј или некој што личил на Реј во Белведере во кое било време на вечерта на 16 мај. Мора да се напомене дека Реј ги познал вработените во Белведере и ги посетувал неговите ресторани и клубови. Дваца шанкери кои го познале Реј и работеле во таа вечер кажале дека не го виделе. Ниедно од снимките од безбедносните камери на Белведере не го прикажува Реј како излегува или влегува во зградата вечерта на 16 мај. Од која било причина? Камерите на покриво на Белведере биле исклучени или не работеле на 16 мај, но работеле претходниот ден на 15 мај и следниот ден на 17 мај. Можеби камерите на покриво ќе откриле дека Реј не бил на покриво на 16 мај. Докажано е дека Реј се плаши од височини, па зашто би скокнал од 13-катниот покрив на хотелот. Инженерската студија за случајот на Реј покажа дека врз основа на растојанието, Реј би морал да трча со најмалку 11 милји на час за да стигне до местото каде што е проведено неговото тело. Затоа Реј не можел да биде турнат од покривот или случајно нападнал. Многумина размислуваат дека со оглед на неговите повреди и местото каде што се наоѓало неговото тело, Реј не можел да скокне од покривот на паркингот. Ако Реј скокнал од 13-катниот покрив, зашто неговиот телефон и очи останале нескршени, откако завршиле на покривот од вториот кат каде што била дупката. Како што рекол Шерлок Холмс, кога ќе елиминирате се што е невозможно, тогаш што и да остане колку и да е неверојатно, мора да биде вистината. Моето мислење е дека кога некој објективно ги испитува доказите, објективно ги наблюдува фактите и објективно ги разгледува неодговорените прашања, станува невозможно да се верува дека Реј скокнал од покривот на Белведере.